Едукативно-креативната секција Разигран калеидоскоп при Основното училиште Гоце Делчев во Центар реализираше проект во кој се одбраа 12 објекти од општина Центар, кои се прогласени за национално и културно наследство. Објаснува Калина Митевска, наставник по историја и граѓанско образование. Нашата цел прецена креативната секција Разигран калеидоскоп беше децата кои што учат и живеат во општина Центар да се запознаат малку повеќе со градбите кои што се во самата општина од историско-културно значење. Не само за истражување, не само за историјата на градбите, туку и за архитектурата, па како биле порано во минатото, како се сега, после истражувањата дискутиравме, имавме критички осврт малку кон некои градби, да истражат повеќе за историјата на градбите, дојдовме до многу продуктивни заклучоци и многу беше битно што децата научија како се работи тимски, бидејќи беа присутни деца од 6 и од 8 оделение, поголемите ги учеа помалите и ги воведуваа во проектни активности, одеа до градбите, се сликаа до нив. Идејата за овој проект потекнува од наставничките Калина Митевска, Камилија Симоновска и Ирена Цветковска. Симоновска искажа благодарност кон сите што ја поддржале нивната идеја, односно до останатите колеги, директорката на училиштето Маја Ангелова, како и до музеот на град Скопје за долгогодишната соработка. Учениците истражуваа. Тука имавме предизвик да ги научиме поинаку да истражуваат во ерата на електрониката, не е се Википедија, не е се ChatGPT, значи доаѓа до сознанија дека сите повеќето објекти, нели, кои што се заштитени како материјално богатство, се во огромен број. И дека тоа е една еуфорија и љубов да се создаде ново Скопје по земјотресот 1963 година. Учениците прв пат дојдоа до сознание за архитекти, за Кензо Танге, беа понесени од некои многу интересни приказни за објектите. Љубовната ода на арапска куќа или лифтот од Ристичевата палата што сега се наоѓа во музеот на град Скопје. Или колку бил умешен Ибни Бајко и така натаму. Дел од учениците кои учествуваа во проектот го споделија своето искуство за Македонија наутро. Најинтересно беше дека сите заедно се дружевме и сите учевме по нешто ново за нашите многу убави култури. Ти работеше на католичката црква, па кој податок најмногу те заинтересира и го научи што претходно не си го знаел? Па дека е модерно изградена и се дели од другите цркви. Има уникатен дизајн. Колку време ви требаше да го смени? 4 месеци и беше малце напорно за смислувањето и креациите да ги нацртаме. Не беше лесно. Најголем впечаток ми остани тоа што сите ние работевме заедно, се служувавме со идеи, имавме можност да се искажеме, да критикуваме, бидејќи сакаме ние навистина да имаме многу добар центар, да биде убав, исполнет со се. Искрено многу ми се допаѓа нели дека во Ристикевата палата е првиот електричен лифт во Македонија и во Балканот. И исто така е многу убава градба, воопшто така и архитектурата е одлична. На завршниот настан кој се одржа минатата недела, децата ги представија своите изработки и сознанија на кои се представи календар за 2025 година Центарски калеидоскоп, на кој има 12 цртежи од објектите нацртани од учениците од ликовната секција.